Popladnето ноемвриско умира на прозорецот. Тажно завива ветерот од далечните гранки. Тоа е сончевиот миг кога се сонува и кога срцето сака да остане со себе само. Често во тие часови долги, со солза во око, јас чувствувам тивко во раните неизлечиви. Се е претурено и прекинато со мене и со другите. И чекам. Од некаде чекам збор длабоко што извира и зрее. И се дотаму, каде се дели светлоста и мракот, и ноќта паѓа ко пајажина мека. Тоа станица е, знам. Се надпеа немата музика на тишината. Над се се напласти немиот глас што се чека. Во различноста на светот и на околностите кои се најчесто и поводи за уметнички кажувања, во овој случај е ликовната уметност, со која јас се бавам над 30 години. Свет извонредно провокативен, во од најпремените смисли на провокација, каде што би требал да во мојот медиум, во медиумот на ликовниот аспект, највизуелно, со оглед на тоа да е ликовната уметност и извонредно визуелна и единствено визуелна, треба да се пронајдеш после толку векови, толку големини и бисери со асоциација на народ, на подрече, на место од кај што потекнуваш. И сигурно дека кога за прв пат во моето сериозно размислување од биографијата чинам почнува да бива од тога од кога ќе почне личноста да биде свесна за своето постоење, во мене се случи конфликт дека сликата како досегашна појава, осудена да постои во една квадратна состојба, не може да ме задоволи. Меѓутоа, во светот на народот кој го спомнав, постојат такви поводи во сакралните ниши, каде човекот со своји верски побуди го чинеше својот спиритуален чин, палејќи ги свеките и низ нив ја имитираше својата духовна припадност. Таа фигуративна сензација, тој факт, дека во тоа физичко однесување кон местото, како што реков, сакрално, беше начин да размислам како би тоа можело да се трансформира во една модерна сензација, со едно модерно кажување и со модерни, ако сакате, реквизити. Свеќата која на своето церебрално место го носеше фитилот и, како што реков, низ него ја правеше своја димна емисија, ми беше многу слична на транзисторска сонда,
која исто така на тоа место може да носи антена и да се препознава во светот како мегахерц. Се разбира, тоа беше идејниот проект. Сето тоа мораше да се осмисли ликовно. Ликовната уметност не сме да биде само филозофија, туку она мора да го привлече консументот и со својата визуелна представа. Тоа се нешта изводено комплицирани и никако не би било добро да се направи компромис. И токму поради тоа, што лично верувам, да во сегашниот свет многу присутни, често присутни, извонено реалистички третмани, стана побуна во мојата личност и јас почнав да ги третирам формите на еден сосема, за мене барем да не видам нескромен, нов начин. Сакам да речем нешто и на тема колку уметникот има право да во својата личност персонифицира уште неколку уметнички појави. Веројатно дека би било најправедно и најправилно да он тоа и го чини ако чувствува. Сигурно дека тоа зависи од обимот на неговиот талент. Лично мислам да е крајно непријатно да уметникот произведува квантуми, мултиплицира дела, а само едно од нив би можело извонено доволно да каже за него се. Тоа би личело прилика зашто човек да носи повеќе легитимации во својот жеп, кога едната веќе сосема јасно го идентификува.
основна идеја дека ако застанете пред празно платно или макаков материјал кој умее да провоцира ликовно, уверувајќи се дека материјалот е сосема доволен да врху него се искажуваат уметничките ликовните мисли, дојав до сознание да без некои други сервисни средства, како боја, четка, класичниот медиум, материјал, платно и така натаму, овдека може да се интервенира со режење, сечење, како што прочем и го чинам, и да се добие далеку по голем ефект и поголема и почиста представа за она што се вели ликовен феномен, ликовна уметност.